Што е тоа копи трейдинг и зошто да не го правите? Ќе ви обяснам наједноставно, најпластично. Вие поима немате од тргување со акции, ама сте слушнале дека некој таму е многу добар во тоа и сакате да ги имитирате неговите потези. Секоја акција што он ќе купи, и вие ќе купите, и тој ќе ја продаде и вие ќе продадете. И колку што заработува тој, толку и вие, нели, пропорционално. Еве ова е во основа копи трейдинг. И тоа е услуга што легитимно ја користат многу брокерски куќи и платформи. Во договор со тој мастер трговец, тој дава дозвола, нели, најчесто и за провизија од брокерската куќа и од вас, дава дозвола да неговите одлуки, финансиски одлуки се копираат. И вие може да ги копирате. Зошто е тоа ризично? Прво, постојат многу лажни брокерски куќи, лажни платформи кои што даваат сигнали, нели, бројчиња, некакви што вие треба да ги копирате, за да ги купувате истите акции што ги купува и мастер трговецот, но тие се лажни, како што кажав. Не постојат, не се регулирани, не се легитимни и најчесто тие даваат лажни минати успеси, разни графикони, диаграми на успех и вие сикате, леле, види го овој во последниве 6 месеци парче правил, ќе ги следам ја, ќе се претплатам таму, ќе давам и провизија од секоја трансакција, со тоа што и јас ќе добијам. И што се дешава, уплаќате таму некоја главнина, пари и као имате некои, си мислите дека тргувате, следите некој добар трговец и одеднаш таа платформа исчезнува. Исчезнуваат и вашите пари. Нема трага. Второ, постојат и, знаете, разни Телеграм групи, Вибер групи, Дискорд групи, каде што се собираат и има таму некој што е многу убедлив, сите му веруваат наводно и он ги дава тие сигнали, вие ги следите, им давате провизија и одеднаш папала маца на вашите пари. Понатаму, постојат и цели лажни брокерски куќи, лажни веб страници каде што вие правите профил и мислите дека тоа е некоја реална, легитимна брокерска куќа, а всушност е измама. Но, дури и кај легитимните, регулирани брокерски куќи, ова исто така е многу опасно, многу ризично да правите копи трейдинг, сега ќе ви обяснам зошто. Прво, минатиот успех не значи и иден успех. Тоа што некој мастер трговец имал висока профитабилност во минатите неколку месеци, не значи дека тој тренд и ќе продолжи. Има многу, знаете, во таквиот свет на купување, продажба на акции, криптовалути, кривата има многу изненадување. Иде горе, иде доле, вие буквално се коцкате. Тоа што тој можеби имал среќа во неколку минатите месеци, не значи дека неговиот тренд и ќе продолжи. Така што вие сте на голем ризик, а тој не е на голем ризик, бидејќи има многу голема главнина, има многу поделени главнини, многу различни групи на луѓе го следат во различни профили и он добива и провизија од секоја трансакција, затоа што таков е договорот со брокерската куќа, да кога он прави трансакции, брокерската куќа му плаќа на него, а вие и плаќате на брокерската куќа за таа услугата копи трейдинг. Така што тој дури и да се зезне нешто, он од провизиите доволно е да живее. Второ, кога тој трговец купува одредена акција, знаете, кога ќе навалат многу купувачи на одредена акција, акцијата нагло расте. И тоа расте понекогаш и во милисекунди. Така што тоа автоматско купување не значи дека буквално во исто време вие ќе ја купите таа акција. Дури задоцнувањето да е за 3 милисекунди, акцијата може да порасне за 1 милисекунда. И тој процес на пораснување на акциите е автоматизиран. И сега ако тој мастер трговец го следат многу други како вас трговци, кога ќе почне да се купува акцијата, таа акција брзо расте и вие ќе купите по повисока цена, кога ќе ја продаде, вие нема да забележите од тоа, нема да имате голем профит од тоа. Трето, многу мастер трговци, имајќи договор со брокерската куќа дека они заработуваат од провизија, од трансакција, што прават они? Купуваат рандом акции. Да речеме, од Apple ќе купи за $10, во 10 часов, во 10 и 10 минути ќе ја продаде истата акција. Он знае дека нема некоја финансиска тука профитабилност, ама договорот си е договор и он ќе добие провизија од брокерската куќа, бидејќи направил трансакција и таа трансакција се пресликува кај сите тие што го следат, нели, што плаќате вие. И
Нормално тоа нема да го прави илјадници пати, бидејќи ќе биде забележан во тоа, но ќе види кога ќе имате вие профит, кога он ќе направи добри сделки и знае дека во вашето конто има веќе парички, он ќе го прави тоа почесто за да го намали тоа. Нема да претера, но нема да дозволи вие нагло се збогатите, бидејќи целта него е тој да си се збогати. И тој ќе го прави тоа почесто. Така што гледате од многу страни имате ризик, имате можна злоупотреба и целта, па ќе кажам, на брокерската куќа, на мастер трговецот е да ги зима вашите пари, да ги користи вашата главнина и најчесто вие сте тие што губите. Дури, знаете, висок ризик има и во капиталот со кој што располагате. Тој човек, тој мастер трговец што има, или таа, нели, што има голема главнина, може да направи многу непромислени одлуки и да издржи големи загуби. Но вие со малиот буџет не може да го следите тоа. Тоа е, знаете, како у покер, некој кој има $1,000,000 става, може да блефира и да фрла пари, да губи и пак да игра на следна рунда. Вие кога имате само $100 и ќе блефирате со $100, ќе ги изгубите и вие сте надвор од играта. Истото и со копи трейдингот. Така што, да сумирам, копи трейдингот, дури кога е регулиран и легитимен, носи еден голем финансиски ризик кој силно не го препорачувам да го правите. Поздрав и се гледаме у наредно видео.